Да, се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е господинот Златко Кузманов од Центарот за интегрирана безбедност, магистар по доктор, доктор, тоа стално заборавам, доктор за безбедностни науки. Господине Кузманов, добро дојавте. Благодарам на поканата да поразговараме за овие актуелни прашања. Да. Почнуваме директно, јас веќе наев зашто ќе зборуваме. Се разбира дека војната во Украина е во фокусот за сето оно што се случува, но ајде да речеме и малку е загрижувачки сега што повторно некако почесто слушаме за нуклеарно оружје и тоа од двете страни, што е навистина загрижувачки, се работи за две суперсили кои може да ја уништат земјината топка неколку пати, не е еднаш со својот нуклеарен арсенал и никогаш не е добро кога таква реторика слушаме во јавноста, тоа треба сите да не загрижи. Ајде да почнеме со она што е во поглед на директните преговори помеѓу Соединетите американски држави и Русија и онаа средба помеѓу американскиот и рускиот претседател што требаше да се одржи во Будимпешта, но која што се барем за сега така велат е одложена, не е откажана. Што се случи помеѓу разговорот? Мислам, ние не знаеме што се случи, но еве анализираме помеѓу Трамп и Путин, телефонскиот разговор, имаше најавена средба, па се одложи. Што се случи во меѓувреме? Па да, видите сега, ние гледаме дека во однос на политиките на претседателот Трамп кој ги води на меѓународна сцена, често пати можеме да бидеме изненадени, нели, да има пресвртни нагли и така натаму и нели едно се кажува во еден период, па после се менуваат одлуките, се прилагодуваат, така да има доста изненадувања во начинот на водењето на таа меѓународна политика. Можеби тој се води од некој свој инстинкт, но сега гледаме дека во однос на разговорите, неговите разговори со претседателот Путин, мислам дека почнува повеќе да ги слуша и советниците негови, неголи само и својот инстинкт. Бидејќи он се подпира многу на тоа своје его и него своје тие моќ за преговара и да ги убедува и така натаму, али гледаме дека во меѓународната политика не е тоа доволно, него треба да има јак тим кој ќе ги анализира работите, ќе ве подготви и ќе играте практично тоа е една голема шаковска игра каде што може и некој пион да ве изненади и мора да играте според одредени правила, а не само да ја води инстинктот. Така да мислам дека оние негови најави оптимистички, позитивни, ќе имаќе разврски така натаму, тоа е само една тактика за да се оди кон тој правец, али реалноста доле на теренот е сепак поинаква и потешка и покомплицирана и не е дојдено до таа фаза да може да дојде до таа разврска барем во овој момент, за жал, бидејќи и Русија цврсто стои или не одстапува тие некои позиции што ги има. И мислам дека таа изјава беше тактичка повеќе, у смисол еве да се создаде нека атмосфера, али условите не беа создадени на терен за да се оствари таа средба. И тоа се покажа еве дека се откажа. Добро, гледате сега, он ја кажа таа пред 2 недели 3 си планирале нели ова меѓународната политика сега дека ќе патува во далекиот исток, нели на состанокот на Асија државите во Малезија, да ги посети тие држави, воедно веројатно планира по успет, нели, бидејќи не е Америка тука да може да летате секој ден, успет и ќе го завршиме тоа Будимпешта, али гледате дека министрите за надворешни работи и државниот секретар на Русија и на Америка не го подготвија тој состанок, односно излегува противречни ставови врска со одстапувањето од оние почетни позиции што ги има и Русија во врска со војната во Украина. И мислам дека тоа е причината. Преураната изјава, оптимистичка, али не подготвен терен за состанокот и нормално дека не се реализира, тој ја прелета Европа, отиде во Азија, еве сега е таму, ќе биде уште една недела и многу важно и по целата негова стратегија многу поважен регион него што му е Европа, бидејќи еве другата недела во Јужна Кореја планира се да има состанок и со кинескиот претседател, кој го гледа он како и партнер, односно Кина кој ги гледа како партнер. Тоа ќе се случи нели следната недела во Кина во визави сите тие недоразбирање помеѓу нив на економски план, царините и така натаму. Но кога се вратиме овде за војната меѓу Русија и Украина, гледаме дека беше предлогот да има разговор, али да се замрзни конфликтот на постоечката линија. Тоа го отфрли и од руска страна и министерот за надворешни Лавров рекоа дека не. Значи предлогот беше да ајде да имаме состанок да разговараме, али да се замрзне конфликтот на постојната линија, на достигнатата постоечка линија. Да, на Русија тоа не ја одговара, бидејќи нели
тие велат барем тие региони, автономни покрајни, како ги викаат области во Украина каде се русите, да ги заземат. А гледаме дека тие освен ова првата Луганск, другите не се заземени целосно и нив тоа не им одговара и затоа се и овие сегашни борбени дејства кои продолжуваат интензивни околу Покровск и Краматорск погоре, посебно Покровск, затоа што во таа автономна област и регион Донецк останаа тој дел околу 20%, 30%, 20% од таа територија што русите планираат да ја освојат, а не е освоена. И тука се водат сега жестоки борби. Значи, доколку би русите застанале во овој момент да застанат и да преговараат, може да тоа би го направиле доколку не ги освојат целосно тие автономни области каде што живее руското население. Значи и Луганск, и Донецк, и Запорожје, и Херсон да ја окупираат таа целосна територија. Тоа сега не е случај и затоа ги имаме овие интензивирање на борбените дејства. Кога само сакам тука да се надополниме на некој начин, бидејќи толку многу изјави доаѓаат поврзани со Украина и од двете страни, што некогаш е и тешко да се потфати што е последен став, што е претходно кажано. Последно, барем ја што видов вчера и по посетата на Кирил Димитриев на Соединетите Американски држави, на специјалниот представник на Путин, тој каже една интересна изјава која може и да се смета за некој начин на омекнување на рускиот став, каде што вели и Зеленски, сега парафразирам, ова се зборови на Димитриев, и Зеленски има позитивен став, бидејќи тој на некој начин признава дека териториите кои што се завземени од Русија веќе се руски, сега отприлика така, и што на некој начин укажува дека може би има и некако омекнување на рускиот став да почне да се преговара од линиите на фронтот. И вчера исто така видов некои изјави од дали беше од Песков или од самиот Лавров, каде што велат па добро, сега Америка и Украина бараат замрзнување на фронтот, но не сме добили официјален американски предлог за тоа. Дали може да се случи некакво ретирирање, се разбира тоа е после последните американски санкции, пред се за Лукойл и Дали Роснефт. тоа е контрадикторно на самото она што се случува сега на терен. Сега имаме интензивни борбени дејства околу Покровска, каде што руската страна планира да го заземе целосно и тоа е она парче од Донецк регион што им недостасува и горе велам погоре и од тој град погоре 100 километри источно Краматорск. Значи таа е таа област од Донецк областа каде што они не ја освоили и затоа сега интензивираат. Веројатно ако го освојат и тој дел, а пошто Покровска бидејќи е клучен град, клучен регион, тука се окрстуваат сите патишта и за достава и железнички пруги, тоа е чвориште големо, каде што ќе влие и на сите останатите региони дали ќе го заземете и ќе прекинат практично сите комуникации да достувате трупи, роба, средства во другите области. Доколку Русија го завземе воено, тогаш нема потреба да го бара во преговорите, едноставно ќе го има тогаш. Али он е практично дел од Донецк, таа област која се уште не е освоен и затоа тие велат не на постоечката линија до кај се стигнати, него да ги освојат тие автономни покрајни области целосно. Тука гледате сега, имаме исто мораме го потенцираме односот пристапот на Соединетите Американски држави, дајате они прво почнаа стимулирачки, благонаклоно и кон некои одредени руски барања, цело време од друга страна имаме цврст став од Европската унија, европските водечки држави во Европската унија, да Русија не може да се легализира окупирање на територии, да може тие да бидат одземени на Украина и ставот е на Европа ќе поддржуваме максимално колку можеме Украина и дека Русија само го разбира јазикот на силата и може да се склучи мир со Русија само по пат на сила, а не по пат на преговори или попуштање. Тоа е ставот на Европската унија. Европскиот и украинскиот став е ист, всушност идентичен. Јас пак ќе се вратам на еден мој предлог што го кажав, овде јавно и мислам дека е тоа прифатлив, али сега се чудам зошто и тоа е Украина, ако сака да задржи целовитоста и унитарноста на државата, а ако русите тоа го прифатат, пак ќе се вратам на оној предлог овде што го дадов, кој изгледа невозможен да декларира ако сака да ја задржи целосната територија Украина, да се врати на почетните постулати, да каже да, ќе веќе останеме неутрални, ќе имаме минимални сили,
тие региони ќе имаат широка автономија и така натаму ќе задржиме унитарниот карактер, а Русија да се повлече од овие области што се окупирани, освен ете дели тој полуостровот кај што би бил специјален веројатно некој статус. Тоа го кажав јас како предлог, ама еве тој не доаѓа ни од украинска страна што би одговарало ако сака да задржи државата, па мислам дека и на Русија би одговарало бидејќи и ова они заглавија со војна, а од друга страна ќе го добија тоа ете население тамо да има широки права и така натаму, а да прекине војната, бидејќи не верувам дека има нив до територии толку. Сега тука гледате, веројатно и ако сака тоа Украина, зошто нема некои сили во Украина што тоа би го политички или некој да излезе да речат дајте да се врати на постулатите, еве не сакаме да влеземе ни во НАТО, ни Европската унија. Ми се чини дека се работи за проблем со довербата на двете страни една во друга. Не, тоа би било со гаранции, би потпишал некој меѓународен договор, конференција, нели со гаранции и така натаму. Знаете како велат и двете страни колку договори се потпишани, па се прекршени. Овде мислам дека првиот дел од вашиот план е полесно остварлив, бидејќи и самата Америка и самиот Трамп неколку пати има кажано Украина може да заборави на НАТО. Мислам дека тој дел е полесно остварлив, бидејќи ако Америка ви каже заборавите на НАТО, невозможно е да влезете во НАТО. Значи, знаеме дека формално една членка да ве блокира не може да влезете никогаш. Ние го знаеме тоа на наша кожа, нели? Но кога Америка ќе ви каже, апсолутно може да заборавите. Но вториот дел проблем е, предпоставувам во тоа, што Украина вели, ние немаме доверба дека Русија нема повторно да не нападне, бидејќи првиот пат вела дека нема да не нападнат, па не нападнаа, а Русија од друга страна вели, но ние немаме доверба доколку Украина остане вооружена, дека нема повторно да ги нападне источните региони. Мислам, не е само прашање до довербата по мојата логика на сваќањето работите. Доколку вие понудите неутрален статус, тогаш ќе се оствари едно од барањата, клучните барања на Русија, каква да биде позицијата на Украина во тој сооднос кон западниот свет. И доколку они ги повлечат своите единици од окупираните територии, тогаш заканата се намалува и пак тамо ќе има некој разграничување сили да го гарантира тоа и така натаму. Него мислам дека тука поголем проблем е сега практично овие што ве поддржуваат. Украина поддржува. Се извинувам, но не зборуваме за повлекување на силите, туку за демилитаризација на Украина, за намалување на војните. Јас мојот предлог е тој и да се демилитаризира Украина и да се повлечат руските сили од окупирани територии. Тоа го кажав и минатиот пат и сега. И тамо ќе си имат една широка автономија со сите права, каде ќе биде таа полицијата од тоа локално население и така натаму. Значи да се задржи унитарниот карактер на Украина е мојот предлог. Украина до сега уште не излегува со таков предлог. Бар не излезеше да видиме како ќе реагира Русија. Не излегува. Мислам дека тука не е во довербата повеќе по мене од она кој ве поддржува. Ако Европа притиска и овие другите водечки западни држави ве поддржуваме, продолжете, борете се, не отстапувате и така натаму, ќе успееме, ќе победиме, значи тие сили сега, водечки сили Украина, мислат дека тоа така ќе биде и продолжуваат со тоа. Друго, бидејќи Соединетите американски држави има некој малку пофлексибилен став околу тоа, за да се договорат, да попуштат и така натаму. Ставот на Европа е потврд. Сега што е тоа? Дали тука се работи за интересите? Бидејќи ако Европа размислува, не, твоја држава печем вред, Русија ќе земе 25%, останатите 75% ќе бидат на нас, на западниот свет. Разбирате, јас велам, тоа пак не е добро ако мислат така Украина да заврши рацепкана и поделена, јас ова го предлагам во смисол да остане унитарна Украина, да си ја задржи целовитост на државата, а со тој гарантира неутрален статус и демилитаризирање и така натоа и да почне некоја нова ера во незиното обновување и развој, и она што беше негде планирано на почетокот, а што избега, што се напушти тоа и дојде до овој конфликт и овој сите жртви. Тоа би можело да се оствари доколку се прифати присуство на западни мировници во Украина, кои би биле на некој начин гарант. Ја верувам дека Украина може да има и вакви политички сили што би го предложили, али некој тоа не го дава и не да го каже, да го изнесе, па да видиме каква ќе биде реакцијата од руска страна, бидејќи никој уште не го ни тоа презентира, да излезе некој политичар и да рече еве ова како можност, ме разбирате. Мислам дека тука е притисокот да тоа опште не го спомнуваат, бидејќи прво, друго, вложени се многу средства. Западот и Америка и Европа вложи големи средства таму. Ако дојде до таква некоја разврска, тогаш нели како ќе ги враќаме тие средства таму се прашање. Ова што вие го велите е прилично реалистичен план како крај за војна, но тоа е крајниот стадиум. Како добро изгледно решение и за едните и за другите, по мене.
Без оглед на Но не нивните верувам, цели. знаете зашто, дека некој би го кажал јавно сега, бидејќи доколку вие ја кажете крајната точка, крајниот план, тогаш знаете дека другата страна може да има барање и поголеми од тоа. Тоа е некоја преговарачка тактика, нели, одите со максималистички, па доаѓате Тоа до е реалното на крај. дел од барањата и од Русија што го бара да биде неутрална, демилитаризирана, ви го нудиме ли повлечете со територијата. Ајде да видиме како ќе реагирате. Да, но од друга страна Русија вели овие региони се веќе влезени во Може да рускиот се менува устав. тоа, не, оставете тоа, мислам дека може да се мене. Ако и како гради во уставот, мислам дека сето тоа може да биде, бидејќи очигледно е дека сте окупирале туѓа територија. Може утре да се смени тоа, ако овие добијат целосна таму автономија, права и така натаму се живеат. Русија ќе треба да го смени уставот, Па практично. како брзо го смени, пак може да се смени. Тоа беше веќе повеќе политичко и воено, под воен притисок и причини, знаете. Реално факт е дека сте окупирале друга територија. Ако веќе ви се исполнат политички цели за неутралност и да тоа да не е закана, зошто пак тоа да не го вратите како што беше на почетна позиција. Тоа е околу тоа, али големи средства тука се дадени. Е пак ќе го потенцирам ова, ќе видите сега. Имаше нели анализи, чекање од Европа може да и одговара да продолжи војната, кој и на некои други што вие кажувате така натаму. Па има или друго може да не и одговара. Нели беше прво не и одговара, тука е заканата, безбедноста се троши и така натаму, па може да се прелее конфликтот на други европски држави, па имаме анализа и предвидување, па може и на Европа и одговара, бидејќи и треба време да се подготви, а вака тука Русија држи со Украина заглавена за да се подготви, бидејќи не е подготвена војна да и парира на Русија, па и треба тие 4-5 години нели до 2030 година да се довооружи и овие сите програми за вооружување и модернизација сега што се трошат големи милиарди. Па може да некој планира, чекайте некако тој конфликт нека потрае да стигнеме ни до она ниво што го немаме за да можеме да парираме. Таа едната варијанта, другата е она по-оптимистична, чекај тие се закана, ајде застанеме да се договориме, он е по-оптимистичкиот пристап да најдеме некој решение со Русија, бидејќи тоа може да се прелее. Меѓу тие двете сега гледате која е дилемата, штом започна ова брзо вооружување на Европа и доделени одобрени се милиарди, веќе се нарачка војно-индустријскиот комплекс е суров и комплексен. Сега да и тука нарачките веќе се дадени. Веќе имате вие нарачки на скапи системи на наредните 4-5 години се нарачени ракети, авиони и све и вие сега тоа одите сопрете го тоа. Да, но има и една друга анализа господин Кузманов, дека целиот тој план за вооружување или ревооружување на Европа има некоја друга позадина каде што повеќе се бизнеси и лукративни интереси отколку реална закана од страна на Русија. Бидејќи сега зборуваме за конвенционална војна, не за нуклеарна. Се разбира дека барем од оно што го видовме во Украина, дека Русија во никој случај не може конвенционално да биде закана за Европа. Мислам, тие не можат во Украина да освојат еден град за 3 години, да речеме, а камоли да стигнат до Берлин. Али се употреби сето ова за да се воспостават тие програми и да се одобрат тие пари. Се употреби војната ога за да се донесат тие едни ненормални одлуки у смисол ако сакаме напредок. Кој сака војна? Никој не сака војна. Да. Јас секој го велам, зошто не се седне да се најде некој политички договор, геостратешки договор, да ги подела зоните на интерес, да застанат, да ги повлечат силите, да се изврши демилитаризација, да нема таа огнена линија. Јас секој гледам тоа никој не го прави, не се седнува, не има отпори од руска и од другата страна да се направи тоа, него ајде тогаш ќе трупаме оружје па да видиме кој ќе биде појак. Тоа сега и таа состојба имаме. И тие програми веќе се видите проблем е не затоа што е тоа фиктивно. Вие кога ќе ги произведете тие ракети, тие гранати, муниции, авиони, све тоа за жал некој ќе мора да го употреби сега да е за 4-5 години. Тие не стојат у магазините долго време и све некој негде треба да имате конфликт простора некоја држава да ги потребите. Не може тие да ги уништувате. Велате дека големите сили смислуваат конфликти. Не може да ги уништувате тие, не се уништуваат сите, значи мора да се употребат. И тоа е, а нарачките веќе се дадени, милиарди и веќе тој процес е отпочнат. Значи ја да кажам лудилото, ако сум јас и војник професионал, све кој сака да војува да ратува. Најдете начин бидејќи и пак ќе изгијат милиони, нели велат пак сите војни завршуваат на масата, преговарачка на маса и со политика. Па зошто тогаш да има што повеќе војни? Во кога гледате сега да се надврзиме за ова нуклеарното тоа заплашување, нели сега тестирање на оружја. Зошто Русија
сега реши да го тестира Буревестник? Па тоа е сега покажување на мускули. Истото што го прави, нели, и Европа се навооружува, се заканувате дронови и така натаму и давате на Украина софистицирани средства, ви велите дека ќе даете одредени ракети и ги модернизирате нивните постојните, они да произведат, па еве веќе се повеќе длабоко удараат на руска територија и ова е сега порака, нели, гледате, чекај, ние имаме и уште појаки стратешки средства и порака и на западот, на Украина, пазете докај може да одиме, може да испадне конфликт. Во нуклеарен дел не, секогаш народ е тука осетлив кога ќе слушне можна нуклеарна војна употреба. Ја све велам дека тука таа доктрина не може да дојде до таква ескалација, али на вакви со континентални ракети, не континентални, али овие конвенционални, балистички, на одсреден домет и така натаму, не со боеви глави, не со нуклеарни глави, да, употреба на нив. Тоа е сега покажување на мускули, еве имаме какви имаме ни орудија што може да носат нуклеарни глави. Бидејќи, гледате се, јасна е доктрината на употребата на нуклеарното оружје. Значи, сите овие 9, 8 или 1 плюс 1 Израел, која не признава, али има 9 држави во светот кои имаат нуклеарни боеви глави, има одредена, сите имаат своја нуклеарна доктрина на употреба на тие боеви глави. 30 доктрини присутни во однос на тоа. Имаме држави кои велат први ќе употребиме, има држави кои викаме ќе употребиме втори ако не нападнат и третата група е на држави најмногу кои вика нуклеарна двосмисленост. Тоа вели го имаме, ќе процениме у моментот ситуацијата дали таа предност може да употребиме превентивно или не. Тие држави кои имаат јасно декларирана нуклеарна стратегија за распоредување, за развој, распоредување, употреба на нуклеарни сили за од прв удар, значи први да удрат се Соединените Американски, Русија и Северна Кореја. Стратегијата втори да удрат, ако и нападне по они да вратат, се Кина и Индија. И сите овие останати држави, значи Британија, Франција, Пакистан, Израел тука и така натаму, се ова доктрината на двосмислена стратегија. Значи ги имаме, значи можеме од ситуацијата да цениме дали ќе биде тоа превентивен удар или да го удариме како втори. Тоа се тие три стратегии, можно употреба на нуклеарно оружје, али далекосно од тоа, доволно има и јаки конвенционални сили и ракети и така натаму и од среден и долг што може да се употребуваат. Така да не би ги заплашувал луѓето, мислам овој момент не гледам јас дека може да ги заплашуваме со некакви нуклеарни употреба на нуклеарно вооружување. Доволно има тоа јако конвенционално, современо, софистицирано. Па еве и одговорот на Трамп на тоа го праша во врска со Буревестник, вели јас би му препорачал на Путин повеќе да се занимава со преговори, помалку со тестирање на ракети, а еве и да го потсетам, ние имаме нуклеарна подморница на брегот на Русија во секое време. Да, знаат они си ги следат. Тие ги знаат, они самите ги пратат тие и нуклеарните подморници и овие интерконтиненталните ракети кои се, бидејќи видите сега, гледате, тука не се сите тие подготвени. И негде проценката е дека од тие Русија има најмногу, али од тие што се подготвени за употреба негде се сличен број, околу 1700, 1800 има Русија, околу 1700 негде и нешто Америка подготвени за употреба. Другите се во силосите во резервата. Значи Русија има околу негде 4450 боеви глави, Соединените Американски држави околу 4000 и следот останатите држави, нели тука Франција со 260, Британија 220, па надолу Индија, Пакистан околу слично имаат околу 120 и така натаму. Израел се представува околу 100 боеви глави и Северна Кореја околу 50 на боеви глави. Али еве да оставиме доктрината или употребата на нуклеарно оружје настрана. Сега доволно има јаки конвенционални сили и доволно ракетни сили и така натаму што не може да ги употребуваат, за жал ги употребуваат. Која е пораката на Зеленски, бидејќи се ова што слушаме во јавност, тоа се пораки кои треба да пренесат некаква дали е тоа PR стратегија, дали е преговарачка стратегија, каде што Зеленски му кажал на полскиот премиер Таск дека Украина може да војува уште 2-3 години. Не, тоа се веќе тактички изјави. Мислам дека се тактички, вие може да војувате, како што и вие знаете колку јас ќе ве поддржам во случајот на Украина, колку ќе биде поддршката. За сега поддршката од водечките држави во Европската унија и НАТО и така натаму за Украина е недвосмислена, цврста и така натаму.
доколку тоа може да трае, бидејќи зависи од таквата поддршка. Може би тие држави во одреден момент настанат политички промени или да сменат одлуките, бидејќи дел имаме ние во НАТО држави што велат не сакаме тоа да го правиме, нели? Без оглед што е донесена одлуката со консензус. Значи тоа зависи, не може да го тврдите дека тие може да и месец дена ако прекинете сега со испраката, може да речете за месец дена веќе не можеме ништо да направиме, него ете тука сте на тоа и може да почнеме да ги губиме тие позиции. Друга страна, гледате тоа и вие го констатиравте на некој начин, сета таа поддршка е толку, никогаш толку не може да види дали немат или не ја дават, па да направат превласт, него само да се одржуваат во живот, да ги одржуваат тие некои линии на разграничување, а не да направат никаков пробив. Значи, некој ве напаѓа, па вие им покажувате малку заби тука да обстанете, да се борите, да не можете лесно да ги остапите вашите позиции. Таква е таа помош. Сега во оној дел, сега во новиот начин на војување со тие дронови, со ракети и така натаму за удари под длабочина на тие стратешки објекти, веќе тука е дадено малце тежиштото повеќе, каде што Украина веќе добива и праќа порака. Јас тука да не заборавам една мисла проценка. Гледате сега, бидејќи спомнава ударот по енергетски објекти во Русија, во длабочина, рафинерии и така натаму, истото тоа Украина го прави, Русија го прави веќе константно на украинска територија. Него гледате сега се случија некои диверзии, некои саботажи или напади на некои рафинерии овде и во позадина во Украина, во Унгарија, во Романија, така натаму. Јас мислам дека и произлегува санкциите веќе последните санкции од Америка за енергетскиот сектор на Русија. Да. Сега, јас тука гледам една поврзаност, тука го гледам веќе тимот на Трамп проработил, не неговиот инстинкт, него советниците и така натаму, и оти некој седнал, чекајте, еве тешко оди со Русија, не попуштате и така натаму, која е нејзина, кога се планират, каде вие ќе удрите на противникот, на спротивната страна, да. Која е нејзина јаката страна? На јаката страна на русите, меѓу другото, е енергетскиот сектор, бидејќи од тоа ја храни војната, нафтата и така натаму гасот. И сега гледате, веројатно седнал некој пред месец, 2, 3 или колку, седнал му објаснил на председателот, ајде тогаш таргет да не биде таму каде што можеме најголем ефект со мали средства да оства една ракета или не знам што, да направиме голем ефект на енергетскиот систем на Русија. И гледате, веќе последните месец, два започна таа јака кампања на удари во длабочина на руска територија да се таргетираат рафинерии, негде 13, 14, 15 рафинерии се погодени и други енергетски објекти, каде што се поремети практично и нивното снабдување. Од друга страна, имате одлуките веќе, каде што се донеси одлуката да се воведат санкции за нивниот енергетски сектор, односно за извозот на нафта и газ, кои ја купуваат Индија и Кина, и веќе тука гледате сега малку веќе веројатно некој испланирал и предвидел дека тука ќе се доведе Русија до една малку друга позиција отежнувачка или Путин да рече чекајте да се натера да седне да преговара. Мислам дека ова не е ништо случайно и практично и санкциите од Соединетите американски држави за енергетскиот сектор, односно за земјите кои везуваат руска нафта и газ. И дека тоа ќе има некој ефект во преговорите без оглед што Русија го одбива тоа и така натаму не влие тоа, ако застанат и намалат Кина или Индија да увезуваат од вас таква сурова нафта, не е тоа баш се едно, бидејќи они тамо го компензира сето она што го изгубија пазарот овде во Европа. Да, тамо се извезува. Во врска со нападот на рафинериите во Унгарија и Романија, интересна аналогија тука, интересни паралели, се ова што го кажувате држи дека тоа е се комплементарно со санкциите, со притисокот през Русија. Интересно е што двете рафинерии се поврзани со руски компании. Интересно е што Трамп неколку пати бара од Унгарија да прекине со испорака на енергенци од Русија и тоа оди преку нафтоводот Дружба. Тој нафтовод два пати е напаѓан интерконекторот во Русија од страна на украинските дронови, два пати е прекината, два пати е тоа повторно е воспоставено, но Америка бара прекинување на тој нафтовод директно и сега тоа се прави и се случи експлозија во тие рафинерии. Паралела можеме да направиме со северниот тек во Германија, каде што Америка неколку пати бараше од Германија да го прекине тој нафтовод. Германија не прифаќаше, на крај се случи таа мистериозна експлозија за која до ден денес не знаеме кој ја направи, можеме само да претпоставуваме. Но
тука гледаме речиси иста тактика и стратегија. Тоа е тоа, значи гледате, јас затоа реков преска на почетокот. Председателот Трамп така бидејќи е човек малку суетен и нарцисиден и мисли дека има и јака преговарашка моќ, оди малку и со инстинкти од позиција на сила и во сите овие преговори за царени и други така натаму. Сега во овој случај сепак гледајте, Русија, нели, сепак е некоја држава која исто не е маргинална држава да може така се однесувате и тој седнал, ги сослушал советниците. Ова е плодна анализа од сите тие експерти, да рече и направена убава анализа, јака анализа, каде да удриме, каде е слабата, јаката точка, а каде може ќе ги заболи да направиме ефекти. Мислам дека ова не е ништо случајно, сите овие 3-4 работи што се поврзани со во врска со делувањето да се поремети тој дел на Русија во делот на нафтата и гасот. И тоа беше исто тогаш започна и практично и со тоа, со минирањето на тој подводен, нели, Северен ток. Така да тука сега ќе чекаме реакцијата од руска страна. Од друга страна сега знаете што? Се извинувам. Напете се вода, слободно. Да. Можеме да направиме кратка пауза. Гледате сега, интересна е позицијата и на Кина, и еве ќе има состанок сега другата недела председател Трамп со Кина. Значи тоа докаде Кина и Индија и овие ќе ја поддржуваат Русија во тие нејзини напори или ќе останат по страна као неутрални и така натаму, или да можеби ради нивни интереси. Знаете се е тоа другар, пријател, соработници, стратешки партнери, али кога ќе дојде да загрозуваат мојот интерес, може ќе дојдам да се пресметувам и поинако да размислувам. Ако Кина и Индија заради нивни интереси да речат чекајте на Кина, ќе седна, јајде малку видете, попуштите све, бидејќи ние трпиме, не можеме така да ја поддржуваме или да увезуваме нафта, еве ќе трпиме последици, што знаеме ние дали тоа не се случува сега. И бидејќи гледате сега, тука имаше една изјава пред неколку месеци, нели, председател Трамп, он БРИКС ја гледаше како закана, нели, сите тие држави тука кои предводи Русија, Кина, Индија и така, и дури изјавуваше ќе ве уништам или ќе ги така, бидејќи нели сакате да го работите против доларот, нели ќе го потиснете доларот и практично ќе направам све да го уништам БРИКС. И сега гледате една ситуација многу чудна тука. Овие, нели, пред тоа БРИКС важеше за јак, стабилен сојуз, посебно меѓу Индија, Русија, Кина, подпишани се сојузи, подпишани се сојузи за стратешко партнерство и така натаму. Сега одеднаш, еве, према ова изјавите, овие неколку дена, дека Кина и Индија ретерираат малку, нели, и практично прекинуваат со тој увоз на руска сурова нафта заради наметнатите санкции. Значи, ако сте партнери со Русија, ако сте партнери во таа меѓународна организација БРИКС, тогаш зошто попуштате тогаш? Што е причината да попуштате и на некој начин се гледате да си заштитите своите интереси, па Русија нека размисли сега како во која насока оди. Дали на тој начин можеби и овие посредно и праќаат порака на Русија, па ајде се раздолжи ова, се одолжи ова, дојдете, седнувате нешто, одете некои преговори и од Индија, од Кина порака до Русија, ајде седнувајте, направите некој договор и така натаму, долго трае, веќе 4-та година ќе биде ова. Јас имам една теза која кажувам и јавно дека Кина е една од државите на која најмногу ја одговара војната во Украина. Колку тоа сурово и да звучи, знаеме за жал дека светот се движи од интереси, од реал политика. Што мислите за таа теза? Па таа е интересна теза, ја слушнав од вас, али мислам дека, видите, по таа логика, тоа истото може да го кажете она што ви реков и за Европа. Да. Значи, ви реков, тоа е на тој начин ако размислуваме. Да, тука нека остане Америка, ќе троши средства, нема се замара со нас, али мислам дека не е баш така. Не гледам јас на тоа така, бидејќи затоа и Америка вели полека се тргаме, Европа преземајте си го вие теретот, јас таму ги насочувам средствата каде што е он сега присутен во Азија и далекиот исток. Бидејќи по таа логика и Европа тогаш може да каже да, ни одговора војната Украина уште 4-5 години, тука Русија е заглавена, ќе се троши, а ние ќе ги зајакнеме силите. Но Европа трпи сериозни економски последици од таа војна. Трпи сериозни последици, али нели сега е се ставено, знаете која лудилото е, се е ставено на безбедноста и тогаш нели се оди кон сиромаштија све, али за задржуваме безбедноста. Тоа е као нели туристички акции така натаму, прифаќаме да ни се загрозат и правата и све, ама да бидеме безбедни, знаете таа е истата логика. Мислам дека вамо не е до толку тоа, бидејќи гледате сега. Еве ова турнеја на Соединените американски држави, председателот во тој регион. Многу му е битен, многу им е важен на Америка тој регион и допрва сака да ги зајакнат и зацврстат партнерствата во југоисточна Азија и далекиот исток. И сега гледате, ја посети Малезија,
која е многу битна, правците, почетокот на Јужно-Кинеското море. Отиде во Јапонија, многу стратешки, еден од главните стратешки партнери на воен план, каде што има преку 50.000 американски војници, 30-40 војни бази во Јапонија. И Окинава, островите и така натаму, и она е дел од првиот оној островски одбранбен систем кон Кина. Филипини упорно се настојува да се приклони, да се добие Филипини во тоа сојузништво и таму се присутни сили, уште они као забрануваат војни бази, али се присутни американските трупи таму како тренинг за обука, поддршка и асистенција и така натаму. Следна главен сојузник, еден од битните покрај Тајван или островот е Јужна Кореја, кај што ќе оди сега. Преку 30.000 американски војници во Јужна Кореја и околу 30 на војни бази. По другите инсталации помали не ги рачунаме главните бази. Следна е Австралија, исто кој е тука главен стратешки партнер во тој вториот одбранбен островски прстен. И тој ги мотивира сите тие партнери таму, сојузници, да ги зајакнуваат. Гледате, таму тој дел тие играат, по и другите држави играат малку и предпазливо со Кина. Не се така толку настроени кон Кина, нели, противнички, бидејќи гледаат дека и Кина е закана и сила. И Соединетите американски држави практично сега бараат од тие партнери да ги изголемат војните трошоци, одбранбените, бидејќи еве Индија колку е голема распространета со Индонезија, се извинувам, со острови и све и така натаму, а не издвојува големи средства за одбрана, а таа е тука баш во делот на спорното Јужно-Кинеско море и повеќе Филипини. Ги приморува или ги мотивира да почнат да вложуваат се повеќе во одбрана и така натаму, за да може Соединетите американски држави својот нивниот терет да биде помал, бидејќи таму се трошат енормни средства и ова сега и програмата со Австралија што се вклучи во програмата со Британија и Америка за AUKUS, нели, Америка, Велика Британија и Австралија, и посебно програмата за опремување со нуклеарни подморници да се произведуваат и да се таму сервисираат во Австралија, која кошта милиарди, бидејќи знаете вие и добро дека едно од најскапите средства и најесеносачите на авиони кои вредат, а следно по коштање практично се нуклеарните подморници. И сега кој е потпишан договор со милиарди долари со Австралија за да се произведуваат тие американски нуклеарни подморници на австралиско копно и каде што ќе се употребуваат, нели, во тој Пацифик во некој можен конфликт кон Кина. Така да тоа е затоа ова негова посета, тоа му е тежиштето сега, еве ќе остане 2 недели тамо, другата недела ќе биде Јужна Кореја и тука се очекува да биде средбата со кинескиот претседател и да преговараат околу овие економски прашања. Војните, гледате, тензии остануваат меѓу нив, се зајакнуваат, али они преговараат за овие економски прашања каде што му се битни енергетски, бидејќи Кина е јака сила економска, блиска се поблиску до Соединетите американски држави, посебно во овој дел каде што се воведени царини за тие минерали, ретки минерали и суровини каде што доминира Кина. Па и овој договор сега во Јапонија што го потпиша Америка и Трамп со премиерката на Јапонија, првата жена премиер во Јапонија, договор за користење на нивните минерали и за размена негде практично економска од околу 550 милиарди долари меѓу Јапонија и Соединетите американски држави во таа насока да се намали зависноста на Соединетите американски држави од Кина, од нејзиното влијание и моќ на ретките минерали кои ги владее преку сите оние 30-40-50 рудници во 30-40 африкански држави, во Јужна Америка и така натаму, бидејќи она одамна има вложено во тој сектор и реално доминира, а тој треба и за електронската индустрија, и за современата индустрија, и за вештачката интелигенција, сите тие ретки минерали кои се потребни за да ги произведувате тие скапи системи. Да, интересна е стратегијата и самата појава на американскиот претседател Доналд Трамп, во секој случај неконвенционален политичар, но оно што се случува во поглед на неговата цела таа геополитичка стратегија е уште поинтересно, бидејќи кога дојде тој, ја не знам дали тој директно го кажа, но некако тој оддаваше еден впечаток на нов американски изолационизам, зборуваше за повлекување на американските војници, за затварање на американски бази, но гледаме дека тоа не се случува воопшто. Напротив, Пентагон најави огромно вложување во американската војна индустрија, тоа го кажа тој планот. Имаме дури и барање за повторно отварање на американската воздушна база Баграм во Авганистан. Го читавме и тоа дека постои и како што кажав, не гледаме никакво намалување на американските воени бази широм светот. Значи,
како да не се случува тоа што се очекуваше од Трамп. Не беше кажано политиката да се намали во Европа, а таму да се зголеми практично во Индо-Пацифичкиот регион. Европа да се намалува каде што се присутни, бидејќи знаете во Германија има околу 70.000 американски војници, да, Европа сама да се околу грижи за својата 40 и нешто да. бази и така. Па сега знаете се помисли тоа од Балтичките па надолу, нели, Полска и све го знаеме, ова зборувавме Романија, Бугарија, Грција, базите сите тука што се. Од тие бази ако се смири ова ситуацијата, најде некој политичко решение со Русија, од тие дел ќе се намали, али ќе остане. Дел ќе им препушти како ќе успеваат европејците да ги преземаат тие обврски. Али ваму ќе ги зголемуваат во Индо-Пацифичкиот регион. Ќе ги зголемуваат, а тоа е големо пространство, бидејќи видите, тоа е сето под таа команда, Индо-Пацифичка команда, тие 13 команди на американската војна, а таа е на Хаваите. Значи, тој дел е под таа команда и тоа се огромни пространства и огромни средства им се потребни за тоа да го правите, така да овде може ќе се намали, на многу други места ќе се зголеми. Значи, Само риториката сега да јас, гледате, јас велам, ако ние знаете стратешки партнер во тој сојузни сакаме, кој сака да има војни? Кој сака да ратува? Јас ако сум велам еве офицер цел живот, али зошто да се војува и така натаму? Мали големите сили имаат стратешки интереси, бидејќи сега малку гледате ова загрижува на некој начин тоа одење кон тие можни утрешни војни и така натаму, затоа што големите сили се спротивставени едни на други. Па вчера еве и претседател Трамп во Јапонија, таму секогаш е присутен еден до два носачи на авиони, сега тој е Џорџ Вашингтон, носачот на авиони е присутен близу до Јапонија, имаше говор пред неговите војници на носачот авиони Џорџ Вашингтон и каде што гледате говорот е воинствен. Ќе бидеме силни, ќе војуваме, ќе победиме и така натаму, нели во некој конфликт таму со Кина. И сега говорите друго, гледате, се смени називот на Пентагон, Министерство за место за одбрана, Министерство за војна. И сега гледате каде одат тие работи, на каде одат. И па реално имаше и војна интервенција во Иран. Али во каде одат работите генерално, нели? Не треба да биде човек многу аналитичар, све да гледате и зошто одат во таа насока, зошто не се оди со некои други решенија. Ајде договорете се тие големите, да, тие пак ќе доминираат и економски политики, па договорете се на тие зони на влијание, интереси, поделете ги и така натаму, бидејќи Значи за разлика од некоја перцепција која постоеше за Трамп, дека на некој начин тој повеќе ќе се фокусира на Америка, нема толку да се потпира на таа американска војна доминација, сепак тоа воопшто не е случај. Таа американска стратегија остана. Тоа е еден од столбовите на постоењето и влијанието и на остварувањето на нивната национална стратегија на меѓународен план. Еден од главните столбови вооружените сили се на остварувањето на таа геостратешка позиција меѓународна и нели на глобален план, така да како можете вие тоа да го остварите без тоа, нема шанси да може да го остварите. Бидејќи после нив доаѓаат економиите, бизнисите, а тие тоа треба да го чуваат, токовите, енергетиците и така натаму, без безбедност тоа вие не може да го користите и да функционира. Така да тоа е еден од столбовите кој нема шанси некој да го смени и да го тргне, тогаш нема да го остварите на економскиот интерес. Значи тој ветуваше на неговите граѓани таму со се тоа дека ќе зголеми благосостојбата во Америка и со овие царини и така натаму, има подобар живот за Америка, а на меѓународен план гледате остане сега добро, еве се труди нели тие некои конфликти да не излезат каде што не им одговара, да не кажам нели неконтролирани, па да се смируваат конфликти дали меѓу Индија и Пакистан, еве ова што се за Хамас и Израел, бидејќи гледате сега тука малку и таа сервилно со тие партнерите, еве сега премиерката нова која има блиски односи и така натаму, и она сама вели супер, имаме одлични односи, и он и благонаклонен кон неа, и она самата на крај вели од вчерашната посета и ова, и на крај вие заслужувате да ве предложиме за Нобелова награда. Гледате сега до кај оди тоа. Да, очигледно дека тоа му е еден од главните лајт мотиви. Гледате сега кога некои премиерите тоа ви го кажуваат и сите, да, вие сте супер, вие сте, знаете малку тука колку е тоа реалистично, значи се е тоа некој пресметано. Значи се оди со некоја пресметана политика и да ги задоволите некој егото на таа спортивната страна, бидејќи тој поголемиот партнер и појакиот, и на крај сите тие договори силни милиарди, вие заслужувате да имате Нобелова награда и јас ќе бидам еден од предлагачите следна година да добиете таа награда. И да, ние не би биле Балкан додека не би се истакнале некако. Јас прочитав
дека од Босна лидерите ќе го предложат, ако веќе не го предложиле. Да, само што сме ние многу мали, така он не сме во радарот да не приметува опште така. Ако мислам ние партнери свеали многу сме мали за неговиот начин размислување и ова би го каже едно. Гледате, тука има таа непредвидливост во сето ова што се случува, колку е тешко за анализи и све и за очекувањата на народот да му објасните или луѓето да знаат што ќе се случува. Порано имаше тенденција секогаш Соединените американски држави и другите држави ќе дојде нова власт, тоа е британски модел, ќе направи стратегија, ќе каже јасните постулати, приоритетите на таа власт, па американците уште има на 4-5 години ќе донесат нова национална стратегија за безбедност, каде ќе ги одредат приоритетите, противниците и така натаму и во таа насока ќе се развиеме. Овој председател и оваа администрација тоа ништо не година, колку ќе направи година дена, не го направи. Значи политики да се донесува крупни одлуки од администрацијата, не е тоа ставено на хартија, кои се спротивни од претходни оние стратегии. Тука е малку практично тешко на тој начин вие да следите дали ќе се движат према она што го декларирале, напишале, него овие политики дали утре ќе ги дефинираат, ќе ги моделираат или ќе ги сменат во нешто друго. Во кој правец, да. Добро, господине Кузманов, ви благодарам за овој разговор. Благодарам на поканата. И со ова почитувани го завршуваме и оваа Студио 10. Ви благодариме и на вас, и на вниманието, и на довербата. И останете со програмата на Телевизија 24.